Министерот за образование Арбер Адеми бил премногу окупиран со работа и не слушнал за скандалот со наставничката за кој веќе 2 дена наголемо се зборува во јавноста за експлицитните фотографии и видео. Министерот не знае ниту пак кој работи под негово раководство, не е запознаен ниту кој се вработува во образовните институции. Иако пред 2 дена до Министерството доставивме прашања, министерот Арбер Адеми вели дека за скандалот денес прв пат слуша. Причината, бидејќи за прв пат слушам за овој случај, причината која е порно скандалот кој излезе во јавноста. Има експлицитни фотографии на наставничката и видеоматеријал. Сега навистина немам информации за ваквиот случај и овие денови, но и пред да започне учебната година, јас сум бил на терен, подготвувајќи во насока на подобро организирање на започнување на учебната година. Секако, ако е така, бидејќи треба да провериме, но ако е така, наставниците и сите вработени во дејноста образование треба да исполнуваат некои морални и етички стандарди. Ни за прашање, но ни еден одговор за скандалот кој го тресе основното училиште Лазо Ангеловски. За сега останува нерасчистена дилема за тоа каков наставен кадар се вработува во образовните институции и како нивното поведение влијае врз образовниот процес. Алфа вчера беше во основното училиште Лазо Ангеловски со цел да добиеме одговори кои целата јавност ги очекува, но за жал не сите обиди за разговор беа успешни. Скандалот со наставничката се затвора во фиоките на надлежните. За сега никој од нив не се изјасни со став по оваа тема. Јавноста останува во неверување за изборот на училиштето, кој дозволил личност која ја пратат ни за скандали да биде педагог кој ќе раководи со деца од 1 до 4 одделение. Наставничката е сменета од паралелката по иницијатива на родителите, чии деца цела година биле едуцирани од овој педагог. Според информациите од извори на Алфа, наставничката сама се ги објавувала експлицитните фотографии на својот Facebook профил, а родителите биле информирани преку анонимен испраќач кој испратил линк од сајт за возрастни, каде имало прикачено и видео. Инаку ова не е прв пат наставничката да биде поврзана со ваков скандал. Во 2015 година во основното училиште Гоце Делчево Куманово, кога всушност за прв пат протекле во јавноста експлицитните фотографии на наставничката пропратени со видеозапис, и тогаш родителите реагирале за нејзина промена, пошто наставничката сама си дала отказ.